Почитувани, со денешната пресконференција на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН Струмица има за цел да ги разобличи основните обележја на неколку млади социјалдемократи, кои поради тоа што веќе 20 години живеат во сенката на транзицијската олигархија, изгубиле чувство на општествени вредности. Почитувани млади социјалдемократи, идеолошки припаѓате на партија која би требало да се залага за социјална еднаквост и правда. И ги поддржуваме сите такви ваши јавни настапи. За да биде тоа подкрепено од другите млади, најпрвен прашајте ги вашите лидери кој ја изведува приватизацијата, од колку семејства направија социјални случаи, колку од вашите родители останаа невработени, без пензии, социјална сигурност и здравје. Прашајте и колку млади останаа без можност за студирање и најпосле погледнете околу вас кои социјалдемократи станаа собственици на општествениот капитал, што вашите родители 50 години го градеа. Прашајте го вашето раководство како тие кои до вчера беа колеги со вашите родители, денеска се најголемите босови во градот. Вие сте директни наследници на имотот на комунистичката партија и очигледно на најнегативните особини на претходниот систем. Вие го напаѓате регианскиот статус на оние кои се афирмирале во општеството, поддржани единствено и исклучиво од својата семејна работа. Ние, членовите на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, ги афирмираме вредностите на пазарната економија и слободното предприемништво, во кој систем идеите го движат светот. Ние ги афирмираме и оние позитивни идеали кои се придобивка на двата Илиндена, едниот во 1903 и вториот во 1944. Ги поддржуваме заложбите на оние кои загинаа заради патриотизам, вера, честност кон својот народ како најголема човечка особина. За жал, начинот на кој комуницирате со јавноста ве карактеризира како дел од транзицијската структура, која се служи со лични дискредитации, лаги, омраза кон оние кои се противат на олигархијата. Вие се наликувате на струмичкиот клан, кој во недостиг на други аргументи, со кои ќе го покрие своето лошо работење, ги напаѓа личностите и семејствата на политичките противници. Јас, Стојан Лазаров, потекнувам од занаетчиско семејство, кое се што стекнало во животот е производ на семеен труд, вклучително и мојот. Моето семејство се занимава со златарски занает од 1972 година. Јас сум човек со високо образование и најодговорно тврдам дека не поседувам стан од 150.000 евра во центарот на Скопје, ниту пак земјоделско земјиште. Сметам дека ако некој неколку децении се занимава со занает, ред е да има и имот. А не ми е јасно како некој може да биде собственик на фабрики и банки, а да потекнува, например, од семејство на магационер. Може би на ова ќе ви одговорат оние кои ве инструираат. Внесете позитивен израз во јавната дебата. Недолично е во 21 век да ги пренесете транзицијските механизми на јавна дисквалификација. Во спротивно, вашите тврдења ќе мора да ги образложите пред суд. Или очекувате да го симнеме нивото на комуникација меѓу младите и да користиме изрази како, например, развод, неверство, измама и слично. Ние, Унијата на млади сили од Струмица, во период од неполна година, спроведовме 51 проект. Значи, од нашето конституирање до денес сме спровеле 51 проект, се со цел афирмација на младите во Струмица. Унијата на млади сили, без обзир на се, и понатаму ќе продолжи со својата позитивна кампања за негување на политичката дебата, која вклучува јазик на разбирање, почитување и меѓусебна толеранција. Ви благодарам.